си бил еден мајстор за кукли. Бил многу сиромашен и многу осамен. Се викал Джепето. Во неговата мала собичка имало само едно столче, разнишано масиче и неудобна постела. На зидот имало распалено огниште, но и огнот и огништето биле само нацртани. Еден ден Джепето решил да си направи дрвена кукла. Ама кукла што ќе знае да зборува, да оди, да трча ако треба и да танцува. Парчето дрво што почнал да го делка не било обично дрво. Било волшебно, знаело да зборува. Па така кога куклата била готова, почнала да се кикоти, да плеска со рачињата, да клоца со ноџињата. Уште не сум те довршил, а веќе лошо се однесуваш со татко ти, мангупче едно, ке те наречам Пинокио, рекол стариот Джепето. И само што му скроил палтенце од хартија, Пинокио истрчал од собата. Бил пресреќен што ќе може да трча по пеперутки, да се качува по дрвјата, да си игра по парковите, да скита од утро до мрак и никогаш да не стапне во училиште. Еден мудар штурец го искарал: тешко на децата кои бегаат од родителите и не сакаат да учат. Никогаш нема да бидат среќни и еден ден сигурно ќе се покајат. Кутар, Пинокио, на вистина те жалам. Зошто ме сожалуваш? Зачудено прашал Пинокио. Затоа што си будалест. И што е уште полошо, бидејќи главата ти е дрвена. Со мирен тон му одговорил штурецот. Пинокио не помислил да го послуша, но кога вечерта огладнел и премрзнал, морал да се врати кај татко му. Джепето, како и секој добар татко, веднаш му простил на непослушниот и дрзок син. Утредента старецот си го продал ветвото палто, со парите купил буквар и го испратил Пинокио на училиште. Денеска веднаш ќе научам да пишувам, утре ќе научам да читам, а задутре да сметам. Си размислувал Пинокио додека одел по патот. За 3 дена се да научи. Да, така е тоа, на сон. Пинокио така си мислел. И додека така си размислувал, во далечините слушнал музика. Удари од тапани. Дум, 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 дуру, дум, дуру, дум, па, 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 пи, 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 пи. Одзастанал и без двоумење решил: денеска ќе слушам музика. За учење секогаш има време. Утре ќе одам на училиште. Музиката доаѓала од еден голем шатор, во кој требало да почне куклена представа. Знаеш ли што направил Пинокио? Ај, кажи ми. Го продал букварот за да купи влезница за представата. Кога влегол во големиот куклен театар, сите кукли актери на цел глас, радосно како да им е брат, го поздравиле Пинокио. Вревата многу го изнервирала собственикот на театарот. Кој си ти да ми правиш неред во мојов театар? Сега ќе те фрлам во огнот и така треба да испечам нешто за јадење, извикал собственикот. Но иако бил грт и страшен, со долга црна брада и уста голема како фурна, собственикот не бил толку лош и непопустлив. Кога ја слушнал приказната на Пинокио, до солзи се растажил, го прегрнал и му рекол: еве ти 5 златници, однеси ги кај татко ти. Нека си купи ново палто, а ти
купи си нов буквар. Летајки од радост, Пинокио тргнал дома. И стигнал дома? Не стигнал. По патот сретнал двајца докажани измамници, мачорот и лисицата. Дојди со нас. Ќе те одведеме на една волшебна ливада, му предложил мачорот. таму ќе ги засадиш 5 златника и тие преку ноќ ќе изртат и ќе пораснат во 5 стебла со илјадници златници. Ќе станеш многу богат, Го уверувала лисицата. Им поверувал Пинокио? За жал, им поверувал. А на умниот штурец, што го советувал да се врати дома, дрско му одговорил: аман од советите на возрастните. Се тие знаат се нешто не караат. Многу сме несрекни ние, кутрите деца. И така, набрзо, на Пинокио му се случила нова неволја, пострашна од претходните. Ноќта, среде темната шума, на патот кон волшебната ливада, го нападнале мачорот и лисицата. На главите имале маски како вистински разбойници. Или дај ни ги златниците, или мртов си, ржеле тие. И кој знае што ќе му се случело на лекомислениот Пинокио ако во еден момент не се појавила добрата самовила. Тројца лекари му помогнале на Пинокио да заздрави од немилосрдните разбойници. Гавранот, буфот и штурецот ја кажале диагнозата. Пинокио е палавко, ѓаволесто детиште, мрзливец и непослушко. Самовилата го премолила да го испие лекот за закрепнување, а кога го прашала каде му се златниците, Пинокио почнал да пелтечи. Ги изгубив во шумата. И оп! Носот почнал да му расте. Брзо извикал: ги голтнав кога го испив лекот. После оваа нова лага, носот му пораснал цел метар. Море, метар и половина. Пинокио се преплашил. Почнал дури да плаче, а добрата самовила сладко се изнасмеала. Дете мое, лагите веднаш се препознаваат. На едните им се кратки нозете, а на другите носот им е долг. И што се случило со носот на Пинокио? Дури, откако Пинокио ветил дека никогаш веќе нема да лаже, добрата самовила му го вратила нормалниот нос. И така, од ден на ден, од случка во случка, од неволја во неволја, Пинокио учел по една нова животна лекција. Научил дека ако сакаш да собереш пари, треба да ги заработиш со сопствени раце или со мудроста на својот ум. Тешко на оној кој ќе се навикне на безделничење. Гладот не е доволна причина да се земе туѓото. Полека, Пинокио сватил дека ги заслужува неволите што му се случуваат, бидејќи бил тврдоглав, вообразен и секогаш се сакал да прави по свое. Не ги слушал оние кои го сакаат и кои се многу попаметни од него. Еден ден му се смачило од сите белји, будалаштини и стравови. Се покајал
што си заминал од дома, се нажалил што го оставил својот татко да тагува по него. Се уверил дека непослушните страдаат и не го постигнуваат тоа што го сакаат, па решил да стане пристојно и послушно дете. Дете? Па нели Пинокио бил дрвена кукла? Да, бил, но му здодеало да биде кукла. Ке учам, ке работам, ке бидам умен. Сакам да бидам дете. Посакал и тргнал да го бара својот татко Джепето. И звучи неверојатно, но се сретнале во утробата на еден џиновски кит. Пинокио, со сета и троштина што ја знаел и со неверојатната храброст што ја покажал, успеал да го спаси татка си. Од тој ден Пинокио бил добар, послушен, вреден. Секој ден одел на училиште, а навечер плетел сламени кошници за да му помогне на стариот Джепето. И тогаш една ноќ Пинокио сонил убав сон. Му се појавила добрата самовила, мила и насмеана, го бакнала и му рекла: "Браво, мил Пинокио, заради твоето благородно срце ти ги простувам сите грешки што ги направи до сега. Продолжи така и ќе бидеш среќен." И навистина, безмерна била среќата на Пинокио кога утредента се разбудил како вистинско дете. Дете како сите деца на светот. Стариот Джепето, место дрвена кукла, сега добил насмеано, умно, убаво дете со руса коса и сини очи. Сакам и друг пат да ми раскажуваш за Пинокио. Договорено.